се задржавме на еден стих и проучувавме на еден стих кој што имаше еден вознемирувачки текст. Сеќавате, тоа беше Матеј 12:31, кој што гласи: затоа ви велам, да се подсетиме, значи, затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против духот нема да се прости. За денеска имаме уште еден вознемирувачки текст. Навидом, значи, тоа е. Еви, дури 31-иот овој што читаме, првиот дел од стихот што вели: секој греф Господ ќе го прости. Секој нема греф што Господ не може да го прости. Па еве ја пеевме и песната. Само треба да се покаеме, Господ е милостив, Господ е тука да прости. Но, не дај Боже, како што видовме минатиот пат, да станеме робови на гревот, да гревот добие власт над нас, тогаш е проблемот. Секој од нас си паѓа, но битно е да стане, битно е да се покае. Страшно е кога повторувате едно те исто и еден ден, може би тоа веќе нема да представува грев за вас. Значи, ќе добие гревот власт над вас. Денеска имаме стих во Матеј, исто 5 глава, 48 стих, кој што, како кажав, исто така може да внесе вознемирување. Матеј 5:48, ајде да се насочиме на темата, оставите ги прозорците, сега се затворени, климата е пуштена. Матеј 5:48, тој е последниот стих од 5 глава, всушност вели: и така бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен татко. Ова е вознемирувачки текст. Библијата не повикува, Исус овде во својата проповед на гората на блаженството не повикува да бидеме совршени како што е таткото наш небесен совршен. Секој од нас сака совршени нешта. Кога ќе купите нешто, сакате да биде, значи да не му фали ништо, тоа е совршеното, да не му фали ништо. Ќе купите било каква техника, сте гледале реклама на рекламата, ама баш е совршено, значи ништо не му фали. Ќе го купите дома, далеко е од тоа. Сте имале сигурно такво искуство сите, не? Оној кој што е пеач, сака да, кој ќе излезе да испее, совршено да испее. Сите да му се водушевуваат. Оној кој што е спортист, сака совршено да ја истрча, еве, кој е тркач, трката да заврши на крајот прв во целта, ако е можно да постави рекорд. Секој сака нешто совршено. Знаете, денеска многу тешко е да, кога зборуваме за техника или за такви нешта, или облека било, земете да купите нешто совршено, нешто што нема да му фали ништо. Од проста причина што денеска, знаете, произведуваат и се што се прави е за да има рок на трајност, за да после, индустријата прави обрат на пари. Јас се сеќавам се уште на онаа сијалица таму што Томас Едисон уште, барем така читав, ја поставил во некој пожарникарска служба која што ден денеска свети, верувате ли? И то сијалици кој што нон-стоп свети заради местото кај што се наоѓа, потребно е да свети. Таа сијалица бил поставен 1911 година, колку што читав, и 2011 славија 100 годишнина, дори имаше таму некоја прослава. И пазите, значи, ако тоа време може да се произведе таква сијалица, денеска и текако може, меѓутоа намерно не се прави. Вие денеска ќе земете и лед светилка, еве намерата ми е дома да полека сите ги менувам, па сакам сите да ми бидат лед, затоа што се најисплатливи, нели? Меѓутоа, ви даваат гаранција 2-3 години, таму меѓутоа, еве, поани која купив, и двете прегореа за 1 година. И добро, во ред, не се каам, пак имам некој ќар, затоа што наистина штедат. Место 100 вати, 10 или 15 вати купувате сијалица, така да наистина имате заштеда, но ништо не е совршено наистина.
И таа сијалица, кога тогаш што ја спомнав, ќе прегори, меѓутоа, поготово денеска, кога живееме во еден свет на манипулации, немате совршено. Навистина, луѓето живеат од корист и сакаат навистина да ви прикажат што е можно повеќе во рекламата, ама после ќе се разочарат. Но, да се навратиме на текстот наш. Пораката е и така, бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Ефесијаните 5.1. Имаме доста стихови, како и вообичаено јас така сакам. Не сакам многу јас да зборам само од себе, нека зборува Библијата. Има доволно што да каже. Ефесијаните 5.1. И така угледајте се на Бога како возлюбени деца и одете во љубов како што и Христос ве љубеше вас и се предаде себе се за нас. Значи, првиот стих е битен. И така угледајте се на Бога. Или следете го неговиот пример. Во 1 Петро 2.21 вели, да не отвараме, имаме повеќе стихови, Исус ни остави пример, одете по неговите стапки. А Исус беше совршен. Ако некој прикажа совршенство на овој свет, то беше Исус. Исус не погреши во ништо, во неговиот живот не фалеше ништо. Безпрекорен живот. Совршен, значи некој кој што има големи квалитети, без недостатоци, полн, апсолутен, тој е совршен. И сега како тоа ние да бидеме совршени? Кога сме никакви, читавме и во поуката, како да го достигнеме тој идеал? Еве ја состојбата на човекот. Ајде да се подсетиме. Исаија 53.6. Неколку стиха. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат. Сите сгрешивме, сите заскитавме. Псалм 14, 2 и 3 стих. Овие стихови се кажуваат. 14 псалм, 2 и 3 стих. Господ гледа од небесата на човечките синови за да види дали има некој разумен кој го бара Бога. И вели сега во 3 стих, сите свртеа заедно, сите скршнаа, сите се расипаа, нема кој да прави добро, нема ни еден. Знаеме, имаме и во Новиот Завет, во Римјаните стика, што вели дека сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Господ гледа од небото и вели да види дали некој прави добро, нема ни еден. Која е состојбата на човештвото, на човекот? Проповедник 7.20, книга на Проповедник 7.20. Нанапред, одиме, после пословици, Проповедник 7.20. На земјата нема праведник, кој правејќи добро, никогаш не согрешил, внимавајте. Значи, дури сакајќи да направите добро, ви нема шанси да не погрешите нешто. Поготово за луѓе кои што, знаете, има луѓе, па и повеќето од нас, а можем и ја дори тука, не сум исклучен, да се ставам во група на луѓе, абе илјада добра ќе ви направат, ама едно нешто, не дека нема да биде добро, нешто така, може да на вас ќе ви фали и готово. И колку да се трудите добро да правите, ете, од себе, значи, самата Елен Вајд вели, се што правиме е извалкано, значи, од нас, е извалкано со себишност и греф, значи, то не треба да биде од нас, туку како што коментиравме во пуката, то треба да бидат дела кои што Господ ги прави преку нас. Инаку далеко сме од совршенството. Еремија 13.23. Уште нанапред, Еремија 13.23. Може ли етиопецот да ја измени својата кожа или леопардот своето крзно, а вие можете ли да правите добро, свикнати да правите зло? Ние сме свикнати да правиме зло. Знаете, некојаш му доаѓаат на човека мисли, можам ли некојаш да се сменам? Нема пак тоа, нема пак тоа, нема фајда, нема крај, значи. Ни доаѓаат такви мисли, меѓутоа, тоа е само доказ дека ние се обидуваме во своји сили да правиме нешто. Каде бе ние од вакви, значи? Можеме ли кожата да ја смениме?
Па Бог бара совршени да бидеме како Таткото Небесен. Наистина застрашувачки текст, вознемирувачки. Но, од друга страна, пак имаме во Библијата мноштво на примери на побожни луѓе, дури луѓе кои што биле земени, живи од земјата на небото. Значи, као го заслужиле небото или што било работата? Ајде да видиме. Битие 6.9. Да видиме какви зборови Господ кажува за нив. Значи, од никакви, Господ бара совршенство. Еве, гледаме луѓе. 6.9 Битие. За Ное, што било кажано? Иако Ное, знаем и самите, не бил нешто многу совршен. Во онаа смисла како ние го замислуваме совршенството. Мислиме дека тој е човек кој што ништо не му фали. Значи, некоја машина на далинско од озгоре Господ ќе стисне копче и постапува како што Господ сака. Немате слободна воља. Не е тоа совршенството за кој што зборуваме. Битие 6.9. Што Господ кажал за Ное? Еве го Ноевото родословие. Ное беше праведен и непорочен човек во свое време. Ова непорочен, значи, во превод всушност е совршен. King James Библијата, земете ќе видите, perfect зборува таму. Ное беше непорочен човек, праведен во свое време. Ное одеше со Бога. Еден друг што одеше со Бога, една глава порано, 5 глава, Енох, 24 стих, значи, кој зборуваме за совршенство, не можеме да го одминеме. Енох, Битие 5.24. Енох одеше со Бога, потоа исчезна, Бог го зеде. Предходниот стих вели вкупно 365 години. И еднакво одеше со Бога и Бог го зеде. Е пример на човек кој што е грешник, бил дури жив земен на небо. За Ное прекрасни зборови кажани од Божјата уста. Битие 17.1. Ајде тука Аврам да го видиме. Битие 17.1. Кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јави и му рече: Јас сум Ел Шадај. Што значи? Семоќен Бог. Оди по мојот пат и биди непорочен. Порака. Како и Енох што одеше, како Ное што одеше. Оди по мојот пат и биди совршен, биди непорочен. И Аврам, со сите своји слабости, знаеме како лажел, знаеме што правил и како правил, за да извлече жива глава. Но во Битие 26.5, еве што запишал Мојсей, во случај во тоа се Божи зборови, 26.5 Битие. Пораката, значи, била од Господа: оди непорочен. Овде вели стихот: бидејќи Аврам го слушаше мојот глас и им се покоруваше на моите заповеди, на моите закони и одредби. Наречени за џабе не е татко на верата. Еве имаме некои ликови, има многу други. Како тоа тие го постигнале ова? И кога Бог вели бидете совршени како што мојот татко небесен е совршен, зарем он ке бара како наш татко нешто невозможно од нас? Каков е тој татко кој што бара од детето да стори нешто што е невозможно, па после, ако не го направи, нели оти е невозможно, па уште и да го казни? Зато што знаеме дека ако не го постигнеме тоа совршенство, нема небо, тука има казна. Значи, дали е можно? Знаете, денеска се повеќе се вели дека не е можно да постигнеме совршенство. Но дали е можно? Да читаме стих во 2 Законие 18.13. 2 Законие 18.13. 5 Мојсијава ви е тоа. 18 глава, 13 стих. Биди му сосем верен на Господа. Целосно, сосем верен на Господа својот Бог. Другиот превод, ревидираниот, вели: биди непорочен пред Господа, биди совршен пред Господа. Еве, истата порака и во Стариот Завет. Да не го забравиме Јов, што било кажано за Јов, дори
Кутриот се нашол во ситуација за која што воопшто не бил заслужен, само поради судирот меѓу Бога и ѓаволот. 2 глава, 3 стих. Што ти каже Бог за Јов? Тогаш Господ рече, Јов 2.3, дали го забележа мојот слуга Јов? Нели читавме претходно во псалмите, нема ниту еден да прави добро. Меѓутоа, во случајов Господ се повикува на Јов и вели, нему никој не му е рамен на земјата, тој е непорочен, совршен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. И тој уште и постојан во непорочноста, пази. Значи, не непорочен на моменти греши, на моменти не, постојам во непорочноста. Па ме предизвика исправно да го пропаснам, вели. Значи. Во 1 глава, 1 стих, беше некојаш во земјата уст човек по име Јов, тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Повторување на овие исти зборови. Јов, Ное го спомнавме, Аврам, Енох, да не зборуваме за Енох, жив земен, на небо. Значи, од една страна, навистина вознемирувачки текст, изгледа невозможно како тоа да бидеме совршени, од друга страна видовме која е состојбата нас како грешници, но гледаме и луѓе кои што го постигнале тоа. Значи, можно ли е? Па сигурно е можно, што некој го постигнал тоа. И како тоа денеска слушаме некојаш пораки, не е можно, ние ќе си грешиме до крај. Нема шанси, вакви какви што сме, па ние вакви какви што сме и ќе си грешиме до крај изгледа, ако нешто не се смени. Дури во Новиот Завет, еве, ајде да земеме еден пример, тука имам запишан во Лука 1 глава 6 стих за родителите на Јован Крстител. Значи, не случајно Исус се родил кај што се родил, ама не случајно Јован Крстител се родил кај што се родил. Елисавета. Што се вели за Елисавета и Захарија? Значи, 6 стих од 1 глава Лука. Двајцата беа праведни пред Бога, одејќи без недостаток. Без недостаток. Според сите Господови заповеди и повелби. Ако можеле Елисавета и Захарија, можеме и ние. Можел Енох. Можел Илија. Илија бил вознесен жив на небо. Значи, можно ли е да бидеме совршени? Позарем нашиот Отец Небесен ќе бара нешто невозможно од нас. Што е Бог? Зборувавме 20 и кусур предавања поред. Што е Бог? Бог е љубов. Во контекст на ова, што е гревот? Да не сгрешиме сега. Да, гревот е кршење на законот. Гревот е, што е спротивно на љубов. Не е омраза, не. Што е спротивно на љубов? Себичност. Гревот е себичност во суштина. Значи, можеме ли да престанеме да бидеме себични? Е прашањето. Кога ќе се случи тоа, тоа е совршенството. Тоа е тоа кога имаме Божијата љубов во себе, агапе, која што е безусловна, која што е несебична, која што само знае да дава, да усрети некој. Која што е мирна, кротка и така натаму сега да не набројуваме. Ако ја имаме љубовта во себе Божја, тогаш не грешиме. Ајде да читаме 1 Јованово 3 глава. 1 Јованово 3 глава. Шести стих. Секој кој останува во Него, секој кој останува во Бога, секој кој останува во Христа, не греши. Секој кој греши не го видел, не го ниту го познал. 9 стих. Секој кој е роден од Бога не врши грев, зашто неговото семе останува во него и не може да греши, зашто е роден од Бога. Стиховите велат дека родениот од Бога, родениот од Дух, оној кој што го има неговото семе во себе и оној кој што е во него, што има, што е тоа семе, какво е тоа семе? Тоа е Бог, тој е Светиот Дух, тој е Божиот карактер, тоа е љубовта, како сакате земете. Тогаш не грешите.
Кога го имате Светиот Дух во себе, кога имате љубовта. А знаеме, читевме во Римјаните таму дека преку излевање на Светиот Дух се излева и љубовта Божја во нас. Кога ја имаме љубовта, кога сме родени од Духот, не грешиме. А совршенството е тоа, да престанеме да грешиме. Римјаните 8.1. Познат стих. И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Повторно го гледаме овој израз. Во Христа Исуса. Единствениот начин да бидеме совршени е во Христа Исуса. Затоа што се видовме какви сме. И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по Духот. Родени од Духот, одат по Духот во Христа Исуса, чие што семе е во нив, како што го гледаме тој однос, како што и самиот Исус вели за себе. Јас сум во Таткото, Таткото е во мене. Делата што јас ги правам, не ги правам јас, туку тој што е во мене ги прави. Тоа е концептот и на нашиот однос со Господ. Ние самите видовме какви сме. 2 Коринќаните 5.17. 2 послание на Коринќаните 5.17. И така, ако е некој во Христа, за него нели нема осудување, тој е роден од Духот, тој оди по Духот, што вели овде уште и? Тој е ново создание. Че Господ може да направи од ова нешто ново. Нешто што ќе биде совршено. Што нема да греши. Галатјаните 3.27. Послание на Галатјаните 3.27. Зашто сите кои се крстевте во Христа, се облековте со Христа. Крстени, умрени, оживеани во Христа, облечени во Христа, наново родени, родени во Духот. И да се разбереме, сите овие што ги читавме, и Ное, за Енох немаме ништо забележено, меѓутоа сгрешиле. Не станува збор за совршенство, за тоа дека да ние треба да престанеме да грешиме, меѓутоа не треба да бидеме под власта на гревот. Ние полека, но сигурно треба да растеме, знаеме, има цел процес на посветување, да одиме напред, како што видовме минатиот пат, не да застанеме. Ако застанеме и ако паѓеме на едно исто, може да се случи да направиме кула на Светиот Дух. Но истиот тој Дух Свети може да не обнови, може да не оживи, како што видовме во пуката, и може да не усоврши, да не очисти, да не води во еден безгрешен живот на крајот и да не запечати. Бог сака перфектност и логично е. Бог сака совршеност. Логично е. Земете еден обичен завет на младоженци. Замисли сега младоженецот да вика, знаете како се заветуваат на верност до крајот на живот и така натаму. Замисли сега младоженецот да вика 360 дена максимум верен, ама 5 дена со другата. Која верност е таа? И како би реагирала невестата на тоа? 365 треба да биде, нели? Целосно, да не фали ништо. Тоа е совршено, перфектно. Тоа е завет, тоа е вистински завет. А не 360, ама 5 дена ќе ми шетаат очите по други. Дали е ова нормално или не? Нормално е. Мислам, денеска во светот тоа ретко се гледа, но тоа е оно што значи вистински завет. Тоа оно што Господ го сака. Перфектност, совршеност. Не да не дели со некој друг. Матеј 22. Били ли сте вие да се ожените со некоја таква или пак да се омажите со некој таков, кој што ја ќе каже 360 дена, доста е, па 360 дена. Ама 5 дена
уште еден ден плюс. 5 или 6 дена на секој 4 години, а? Матеј 22 глава. Тридесет стих, Матеј 22:37. Кога Господ го сумира законот, што вели: "Люби го Господа твојот Бог со сето своје срце." И секој сака да биде сакан од својот партнер со сето срце. Со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја мисла. Тоа е првата заповед, а втората: люби го ближниот како себе си. Љубовта е исполнување на законот. Го совршенството, тоа е. И да, рековме, може човек да падне и да сгреши, но тука не треба да бидеме како мазги, како коњи, како што читавме во 31. псалм минатиот пат, па да не тераат со сила. Господ остава слободна волја. Треба да се покаеме, а Господ е верен и праведен. Штом се покаеме веднаш да ни го прости гревот. Да се сетиме на блудницата која што била фатена во прелюба. Јован 8:11. Која била пораката која што Исус ја оставил? Евангелијето во мало овда. Исус вели во 11 стих од 8 глава Јован, значи ја прашува претходно дали некој те осуди, ниеден ли не те осуди, таа вели ниеден Господи. Исус и вели, ни јас не те осудувам, простено ти е, но оди сега и од сега не греши повеќе. Тоа е Евангелието. И ние можеме, затоа што Господ може преку нас. Се е можно за Господа, се е можно за оној кој што верува. Прво послание до Коринќаните 15:34. 15:34. Многу силен стих. Отрезнете се, како што треба, и не грешете. Затоа што ние не сме оние кои што не го познаваат Бога. Ние сме оние кои што го познаваат Бога. Ние знаеме дека Бог е семоќен. Ние сме никакви и грешни, склони на грев, слаба природа имаме. Меѓутоа, Господ е семоќен. Ние треба да бидеме наново родени, да бидеме во Христа, да го примеме Духот Свети, тоа ќе ни возможи да не грешиме. Да се сетиме, секој од нас води некоја битка во животот. И не е лесно, факт е дека не е лесно. Секој од нас има некои мани, некои навики кои што се вкоренети и тешко се искоренуваат. Но сетете се на Халев и Исус Навин. Знаете, 12 извидници биле пратени во ветената земја и 10 што кажале? Не можем. Джинови се тоа. И нас некој проблем не изгледа джин. И знаеме, кажеме, не можеме. Но што кажале Исус, Навин и Халев, иако преовладало на мислење на мнозинството, или како што обично бива? Можеме. Имале вера, знаеле во кого веруваат? Можеме или не можеме? Можеме. Джинови се. Да. Тежек ми е, голем ми е проблемот. Тешка мана имам. Ама можеме ли? Можеме. И ако се сложиле сите, ако верувале дека можат уште, тоа ќе влегле, ама морале потоа да бидат, Јани минатиот пат зборуваше за пустината, што значи пустината, да бидат во една школа, мачна школа, доека научат дека се може. Значи, паѓаме, но треба да станеме, да се каеме секојаш кој ќе сгрешиме и да одиме напред. Римјаните 6 глава, она што кажа претходно е тука потврдено со стикови, Римјаните 6 глава, 12 стих. И така нека не царува гревот во вашето смртно тело. Тоа е поентата. Не смееме да дозволиме да гревот почне да царува. И можеме да паднеме. Минатиот пат цитиравме цитатот
патот кон Христа. Елен Вајд вели. Значи, карактерот не го одредуваат некои спорадични падови. Не, туку правецот. Значи, тук-таму можеш да сгрешиш, да паднеш. Меѓутоа, немој да го, односно, потруди се да го задржиш правецот. Посветувај се, продолжи да се посветуваш. Па и пословици таму вели стигот, праведникот и до 7 пати паѓа, ама пак станува. И благодаренки на таа милост Господова, која што пак ја видовме во пуката, и од мртви може да не оживее. Значи, можеме. 14 стих од истата глава може да го прочитаме исто. Имено гревот нека има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодатта. Таа благодат ни дава сила, благодатта, силата на Духот Свети ни дава сила да успееме, да можеме. Евреите 12.4. Битката е страшна. Евреите 12.4 не подсетува на тоа дека уште не сте се воспротивиле до крв во борбата против гревот. Значи, тоа е безпоштедна борба. Може би не сме стигнали оваа точка да сватиме колку е страшен гревот. До крв, ако треба. Но нема откажување. Филипјаните 3.12. Не велам дека веќе го достигнав. Погледнете и овие прекрасни зборови, мислам многу охрабрителни за секој нас. Што кажува Павле? Не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенство. Тој не може да го каже никој кој што стварно стигнал до такво нешто. Такво нешто не се слуша од усти на еден посветен човек. Треба да се плашите од тие што викаат дека достигнале совршенство. Павле вели, не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам. Одам натаму. Зошто и мене Христос ме достигна. И дури вели, и ова е многу во... Но сепак правам едно, го заборавам она што е зад мене. Сите падови, сите неуспеси, заборавете ги. А сеќавајте се, тоа е корисно и како Господ не водеше во минатото. Како извојувавме победи. Заборавете на падовите, сеќавајте се на победите. Тоа ќе ве храбри. И се стремам велико на она што е пред мене, трчам кон целта. И што ќе каже во една друга прилика Галатјаните 2.20? Односно, ајде да видиме дали стигнал до целта. Второ послание до Тимоти 4.7. Пред таму крајот на својот живот, што кажал Павле 2 Тимотева 4.7? Трката ја истрчав, верата ја задржав. Така ли беше? 4.7. Извојував добра борба, го завршив трчањето и ја запазив верата. Слава на Господа! Можел и Павле, и Павле успел. Како успел? Галатјаните 2.20, повторно негови зборови, по половина Нов Завет е напишано неговото перо. Галатјаните 2.20, она за кој што зборувавме, Христос во нас. Тоа е совршенството. Галатјаните 2.20. Со Христа сум распнат на крстот и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Ете како успел Павле. Да не забравяме да прочитаме Јован 15 глава, 4 и 5 стих. Останете во мене како што јас во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе ако не остане на лозата. Значи, безуспешно сами ќе се обидуваме без Христа, ако не останеме во Него, ако не сме во Него, ако Неговиот дух не е во нас, ако Неговата љубов не е во нас. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. А што вели Филипјаните 4.13?
Овие стихови треба да ни бидат водилка. Без мене не можете да направите ништо. Јован 15.5, а Филипјаните 4.13, се можам преку Христа кој ми дава сила. Го читаше некој од, мислам, Данилов, не знам кој. Значи, јас сум лозата, вие сте прачките, кој останува во мене и јас во него. Тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. А ако некој не остане во мене, оној кој што може би мисли дека сам може, тоа е навистина невозможно. Да бидеш совршен како Господ, сам нема шанси. Оној кој не останува во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ете ја казна. Да даде Господ ние да ја завршиме трката како Павле, како Енох. Да, може би како Енох. Може би ние ќе бидеме таа генерација, а верувам, ќе бидеме живи земјина од земјата. Значи, можно ли е да го победиме греот овде во овој живот? Можно ли е да престанеме да грешиме? Можно е. Тоа е само затоа што Господ може. Ние не можеме. И не верувајте им на оние кои што викаат дека не е можно. На крајот ќе прочитам 2-3 стика во Филипјаните напред во 2 глава, 12 и 13. Филипјаните 2 глава, 12 и 13. Колку убави зборови за вакво нешто, за вакви теми наоѓаме од Павле. 2 глава 12-13. Затоа, возлюбени мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога сум при вас, туку уште повеќе сега кога не сум при вас. И заработувајте го своето спасение со страв и трепет, зашто Бог е оној кој действува во вас, ако ние му дозволиме, нормално, наша соработка, за да сакате и да постапувате според неговата волја. Бог е тој кој што действува. И Јуда, посланието до Јуда, Јудино послание, 1 глава е таму последните стихови, читаме 20, 21, па 24 и 25. А вие, возлюбени, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух. Одржете се себе си во Божјата љубов. Останете во мене, како што вели. Ревносно очекувајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. А на оној, 24 стих и 25, кој може да ве запази, може ли да не запази од сопнување, од паѓање? Господ може, Господ се може. А на оној кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни, совршени, во радосно воскликнување пред својата слава, на единствениот Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава, величие, сила и власт пред секое време и сега и во сите векови. Амин.